Hvala na Boga, brak i sestri, što evo deneska u ovoj pretposlednji den od ova kalendarska godina sme zajedno, ova sabota. Verujem дека naše srce se ispolnite na blagodarnost, što Bog beše so nas u tekot nova tekovna godina. To je jedan dokaz дека ние веруваме во един Бог кој не се менува, кој постојано е истиот. И токму денеска насловот на ова наше размислување е Јас Господ не се менувам. Би сакал да на почетокот прочитаме во еден текст во Малахија, 4 глава, 6 стих, верувам ви е познат, еве што запишал пророк Малахија. Тој ги 3.6, pardon, Malahija 3.6, еве што вели. Зашто јас Господ не се менувам, затоа вие, Јаковови синови, не бевте уништени. Верувам дека ова изјава Божја, што Малахија е запишал, допираше до нас и во текот на ова веќе година која скоро изминува. Многу работи во светот се променија и се менуваат секојдневно. Не само бројот на жители, што ја надмина веќе преку 8 милиарди жители на оваа планета. Многу работи се секојдневно минуваат и не можеме да имаме цврста сигурност во човек, зашто луѓето се менуваат. Сите ние се менуваме, старееме и умираме, што се вели на крајот. Меѓутоа и ова општество во кое ние живееме исто така се менува. Но овде пророкот ни укажува дека Господ не се менува. Тој е постојано истиот секогаш. Би сакал во наредните неколку минути да спомнам 4 до 5 карактеристики за Бога, за тој Бог во кој ние некои од раѓање веруваме, некои ни се приклучија подоцна, но како е сите ние веруваме во еден Бог, како што вели овде Малахија, Бог кој не се менува. Ајде да видиме што е тоа прво кај Бога што не се менува. Број 1. Божјата природа не се менува. Тој е бескраен, тој е голем. Бил е и ќе биде за секогаш во вечноста. Например, многу работи, реков, во светот се менуваат. Еве, снегот паѓа на планините, неколку месеци ќе постои, потоа ќе дојде појако сонце, посилно сонце, ќе заврне дожд и снегот ќе го снема, ќе се стопи. Реките ќе го однесат, ќе се претвори во вода, но Бог не е таков. Бог е постојано истиот, Бог не се менува. Како деца ние се раѓаме, растеме, се формираме како личности, поминуваме ни своји фази на промени, додека сме мали имаме многу количина на енергија, трчаме, работиме, откриваме разни работи и упаѓаме во разни неволи. Во текот на детството, може да кажеме, и младоста се минуваат нашите хормони и постепено спротивниот пол не привлекува, што би рекле, тоа е природно. Се забавуваме, венчаваме, подигаме семејства. Стануваме родители, стануваме баби, дедовци, но со времето нашиот метаболизам застарува и би рекле, заслабнува. Не можеме толку да трчаме. Не гледаме добро, очите ни заслабнуваат. Видот полека ни се губи. Не слушаме најдобро, понекогаш и забораваме. Сепак Бог не се менува. Сите тие фази што ја ги спомнав кај Бога не постојат. Бог не старее. Бог нема очно перде на очите или ушите да му заслабнат. Бог е свет, вели Библијата, и чист. Тој останува секогаш истиот, непроменлив. Тој нема подочњаци од недоволно спиење, како што се покажуваат кај нас. Тој големиот, како што вели Библијата, јас сум голем и непроменлив. Браќи и сестри, Божјата суштина не се менува. Јас накратко го пишав човекот дека ние се менуваме. Ако погледнеме 10, 20, 30 години наназад, таму во нашите фотографии, ќе видиме дека сме имале црна бујна коса, телото ни, кожата ни била затегната, убав тен и така натаму. Но Бог такви промени нема. Тој не се менува. Тој останува вечен, непроменлив. И затоа Малахија ќе запише со гордост, ќе ги пренесе тие Божји зборови, зашто јас, Господ, не се менувам. Значи, кај Бога што не се менува? Неговата природа. Број 2. Божјот карактер не се менува. Како би да бил,
во почетокот, тој е истиот. Божиот карактер се менува. Ние велиме треба да го промениме карактерот, зашто сме грешни, да одиме на подобро, но кај Бога такво нешто не постои. Како бил во почетокот, таков е и денес. Тој бил секогаш силен, зашто е Бог. И тогаш кога е создал ова наша планета, па и сега кога повторно создава други планети. Затоа, браќи и сестри, кога во една прилика Бог, односно Мојсей, Бог му се открива на Мојсей, што вели таму кај капината? Кои зборови Бог ги кажал? Собој ги чевлите, зашто местото каде што стоише е каква земја? Света земја. Бог бил свет секогаш. И денеска е Бог свет. И затоа ние велиме ова просторија, ова црква е посветена за Бога. Овие елементи што овде ги имаме сега на масава се посветени или символ на Христа, на Христовата крв и на Христовото тело. Дали Бог во својот збор, кога го поставил светот на постоење, бил свет? Да. И силен. И денеска Бог е истиот. Значи, браќа и сестри, Божиот карактер не се менува. Ние се менуваме, како што спомнав. Детето кога се раѓа, тој се раѓа со грешни гени. И како расте, тој стекнува уште поголеми карактерни негативни особини. Од околината, од семејството, од училиштето. Иако сите настојуваат да му вградат добри елементи во карактерот, но на жалост човекот, како што вели апостол Павле, сакам да правам добро, но не наоѓам сила. И затоа Давид ќе запише во 104 псалом, 24 стих: колку се бројни твоите дела, о Господи, со мудрост направени се сите, земјата е полна со твои созданија. Како бил Бог на почетокот, таков е и на крајот. Ние не сме такви. Реков, растеме, се раѓаме, растеме во најдобрите години од животот, потоа одиме по скалата надолу. Се менуваме и физички, се менува и нашиот карактер. А Јован ќе запише во Откровение 4:8: свет, свет, свет е Господ, Семокниот, кој беше и кој е и кој ќе биде. Гледате, во сите сегменти на постоењето, на почетокот, во средината и на крајот, Бог е истиот. Господ вели, јас не се менувам. Милоста, правдата, верноста, мудроста, трпението, светоста, сочувството и сите други Божи атрибути не се промениле, браќа и сестри, и никогаш нема да се променат. Дали овие атрибути може да се запишат за нас, за тебе и за мене? Ние се менуваме. Кога сме нервозни, никој да не ни излезе напад. Кога не ни е нешто по кеф, не сме добри. Тоа е грешната природа, таа не влече назад. Кај Бога такво нешто не постои. Бог во секој момент кога ќе побараме прошка, ќе ни пружи рака, односно ќе ни прости. Бог не се менува, но тоа не е се. Трето, Божите планови не се менуваат. Еден човек тргнал напад, но брзо се разболел и го откажал патувањето. Тој требал да биде водач на некоја експедиција на планина и пропаднал планот на сите негови пријатели. Зошто се разболел? Сите ги промениле плановите и не може да отпатуваат. Друг човек почнал да зида куќа, но ги потрошил парите пред време и куќата не ја довршил. Плановите пропаднале. Но дали е таков Бог, браќи и сестри? Не. Дали некојаш тој се разболел и морал да се откаже од своите планови? Не. Дали на Бога му недостасувало некојаш пари, па не можел да ја заврши куќата или објектот или проектот кој сакал да го заврши? Не, никогаш. И затоа Павле ќе запише во Филипјаните 1:6: уверен сум во тоа дека оној кој го почна доброто дело во вас, ќе го доврши до денот на Исуса Христа. Бог постојано работи на нас, на усовршување на нашиот карактер. Понекогаш тој ќе употреби глето, ќе употреби можеби чекан, ќе употреби студенило, можеби ќе употреби јако сонце, како кај Јона горе на брдото, кога го употребил Бог јако сонце и тиква да излезе за неколку часови, и кога тоа сонце го пржело челото на Јона,
a Jona našol senka pod listovite na ta golema tikva ili što bilo, bršljan nekoj velat. I koga ta tikva ili toj bršljan se osušil i Jona pošla da negodova. No to bilo škola, to bilo ispit za Jona da li će ostane veren na Gospoda. Pavle veli, oni koji go počna dobrото дело во вас, ќе го доврши до денот на Исуса Христа. И затоа, браќа и сестри, ние веруваме во Бога кој не се менува, кој не се разболува, на Бог кој не му снемува пари, тој не е сенилен, заборавен, тој е бескрајно голем, тој има бескрајна ризница. Читајте таму во пророштвата, односно во малите пророци, таа Божја ризница каква е? Бог има и снег доволно, и дожд, и сонце, и ветар, се има и богатство. И Бог ќе ги активира еден ден, вели пророкот, кога ќе дојде, пред да дојде, кога ќе се активират тие сите природни работи што Бог ги всадил во земјата. И Бог ќе ги искористи на своја прослава. Еве што запишал и пророк Еремија во 29 глава 11 стих. Јас Господ ги знам своите замисли, затоа што имам намера со вас, замисли за мир, а не за несреќа, да ви дадам иднина и надеж. Сега, овие денови, многу луѓе ќе се упатуваат поздрави, со најдобри желби за нова година. И владата ќе даде свој аманет, односно своја порака. Ќе им честита на граѓаните просперитет, благослов, повисоки пензии, повисоки плати, помирен живот, соживот и така натаму. Меѓутоа, тоа ќе трае неколку денови и повторно ќе се вратиме на нашите стари проблеми. Но кај Бога тоа не е случај. Бог вели, имам добри планови за вас, добри замисли за мир, а не за несреќа, да ви дадам иднина и надеж. Секоја личност си прави планови, некои водат дневник, и тие дневници претежно на почетокот, на првите страници од новата година се најдобри. Ова ќе го направам, она ќе го направам. Многу од нас ветуваме пред Бога дека ќе ја читаме Библијата редом. Знаете, во пукат има таму редослед за читање. И ќе почнеме прва Мојсеева, втора, трета, пета. Ќе дојдеме до броеви таму, до тие извештаи за родословијата и некогаш се замараме или забораваме. Секој од нас прави некои своји планови. Но, браќи и сестри, Божите планови се секогаш успешни. Тој ги знае сите детали. Бог не ги менува своите планови поради болест, ниту пак затоа што нема што да облече. Сум слушнал некои верници или нема што да облечам, не одам црква денеска. Не мисли дека е гол, него нема соодветно за црква. Не купил нови панталони, нови чевлили, што ти ја знам. Бог не ги менува своите планови само затоа што нема нешто. Кај Бога се има, 100%. Божите планови се од вечноста, браќа и сестри, тој не ги менува, не ги прилагодува. Зошто би се променил кога е тој Бог? Зошто би се тој прилагодил кога е Бог семоќен? И затоа, фала му на Бога што имаме таков Бог кој не ги менува своите планови. Број 4. Божите ветувања не се менуваат. Вие кои имате поголеми деца, тинеџери, може би ќе им ветите телефон нов за нова година, нови патики, ново дело или нешто слично. Меѓутоа, може би ЕСАПот нема финансиски да ви одговара тоа да го постигнете. И тогаш ќе се извинувате на децата. Колку пати сме ние како луѓе повикани да веруваме на Божите ветувања со право, зашто Бог вели јас не се менувам. Ние ги менуваме нашите ветувања, но Бог никогаш. Дали некој нас не излагал? Бете искрени. Да. Некој ни ветил, ни кажал, но ете, околностите така дошле што тоа ветување не се исполнило. Но неговото Божето ветување секогаш да. И затоа, браќи и сестри, ајде во новата година да чврсто се потпреме на тој Бог кој не се менува. Ако настанете ќе се менуваат се на полош и полош во светот, но Бог останува константно истиот. Павле ќе запише во Евреите 6:18, така што преку тие две непроменливи работи, во кои Бог не може да измами, да имаме
цврст потик. Ајде во новата година која е пред нас, да веруваме во тој Бог, во кој може да имаме цврст потик. Ветувањето не е ветување ако стално се менува. Значи, ќе ветиме па ќе го промениме. Тоа не е веќе ветување. Не знам за вас, но јас сакам нешто што е чврсто, стабилно, сигурно, нешто на кое можам да се потпрам. Ако ветиме дека ќе дојдеме на служба, да дојдеме, освен некои непредвидливи работи. Меѓутоа, ако треба се сретнеме тамо некаде, ти не дојдеш или јас, дали јас во вашите очи ќе изгубам доверба? Секако. Да, треба се јавам ако не може да дојдем од разни причини. Но во Бога, браќа и сестри, во неговите ветувања секогаш треба да имаме чврста основа и да му веруваме, зашто тој е голем Бог. Божјата реч е полна со ветување и тие ветувања нема да се променат, зашто во тие ветувања верувале луѓето во минатото, во средниот век. Замислете, животот го дава за Бога, за тие негови ветувања, зашто тие ветувања Бог ги исполнува постојано. Може да кажеме дека целата Библија е скоро исполнета. Може, символично уште малку, откровението уште некои работи што не се исполниле. Она што Бог го ветил, го исполнил во дадено време. Број 5. Божјата љубов не се менува. Мислам дека многу е добра ова изјава, дека Божјата љубов не се менува. Дали знаете, браќа и сестри, дека тој ве сакал уште на почетокот, уште во почетокот? Не мора се правиме ние пред Бога дека сме фини. Бог не знае во душата. Тој знае какви сме, но тој не сака такви какви што сме. Бог не сакал уште од почетокот на времето. Павле ќе запише во Ефесијаните 1:4, зашто не избра во него пред создавањето на светот, за да бидеме свети и непорочни пред него. Во што да бидеме непорочни? Во љубов. Може во се да погрешиме, но во љубовта треба да се држиме чврсто. Бог не сака, овде вели Библијата, со вечна љубов. Бог не сака со непроценлива љубов. Некои од нас сме родители. Кога вашите деца биле малечки и кога сте ги гледале деца како растаат, дали сте ги сакале многу? Да, секако. Но тие дечиња знаат да отидат во двориштето и да се извалкат, да паднат во калта. Може би сте му купеле убава тренерка, убава мајца. Но тие знаат таму во калта да се извалкат. И така со валкани патики, чевели или боси ќе истрчат дома во кујната. И ве прашувам, драги родители, дали во тие мигови, кога сте ги виделе вашите деца извалкани во калта, дали сте престанале да ги сакате како ваши деца? Да или не? Не. Тие и понатаму се наши деца. Па нека се наизвалкани. Па зато има машини. Зато има прашак. Тука е машината за перење, малку повеќе прашок и се ќе биде во ред. Тоа е секогаш моје дете. Тоа ќе остане довек и твое дете. Без обзир колку е валкано. Исто и со Бога. Ако е Бог наш Отец, а вели Јован во 1 глава дека ние сме деца негови, синови и ќерки Божи, тој знае дека ние во текот на ова година која е зад нас сме си играли некојаш во калта. Тој знае дека сме паднале таму во калта. Тој знае дека сме си ги извалкале нашите алишта. Тој знае дека нозете ни се валкани, чевлите. Тој знае дека ние сме паднале во калта. Тој знае за овие 364 дена до денеска, или колку е, прашина се натрупале на нашите алишта. Тој има начин да не очисти. Тој го има најдобриот вениш. Тој е средство за чистење. За чистење на нашите гревови. За чистење на нашите валкани алишта. И затоа Јован Богослов, човекот на љубовта, ќе запише во 1 Јованова 1:9. Ако ги исповедаме своите гревови, каков е Бог? Верен и што? Праведен. Да не ги опрости, да не измие, да не очисти, да не стави во машината, да излеземе чисти од гревовите и да не очисти од секоја неправда. Браќи и сестри, мора да признаеме,
Потребно да признаеме дека сме паднати пред Бога. Дека сме валкани, дека ни е потребно вонредно чистење. Имаше една изјава на социјалните мрежи за предпотопниот свет и за нашиот. Дека потребно е вонредно миење на овој наш свет. Еве сега улицата овде е измиена, но многу е завалкал наместо да измија. Помина тука комуналица. Да му дозволиме на Бога не вакво миење со прскање на вода, туку да не измие однатре, да не очисти. Зашто Господ е верен, вели овде Јован, да не очисти од секоја неправда. Потребно да не измие и верувајте, тој тоа ќе го направи. Зошто? Затоа што тој не сака. Затоа што ти го сакаш твоето девојче, твојот син, твоето дете, твоето внуче и ќе му ги промениш веднаш алиштата. Имаш таму во шкафот во ормарот нови алишта. Ќе му ги промениш алиштата. Секако Бог не сакал и тогаш кога сме паднале, кога се натрупала може би да не кажем сега колку сантиметри прашина на нашиот карактер. Бог сака да го чисти карактерот. Ние се переме, има вода, има копатело, има сапун, ќе се измиеме физички, но Бог сака внатрешно, браќи и сестри, да не очисти. И еве при крајот еден цитат од книгата Евангелски работници. Постојано го читам овој цитат и за мене, но сакам да го споделам и со вас, и со сите оние кои не слушат и гледат. Некои постојано мислат за оно што е негативно и непријатно и што безхраброва. Дали ова вистина? Постојано мислиме, што направив? Што не значи дека треба да ни биде сеедно. Меѓутоа, некои постојано мислат за оно што е негативно и непријатно и што обесхрабрува. И затоа подлегнуваат на малодушност. Ако постојано читаме негативни вести на телевизија, ние ќе се претвориме во негативци. Тоа ќе влезе толку длабоко во нашите мисли што не ќе може да се ослободиме. Да, несигурност постои на ова земја. Постојано гинат луѓе. Еве што се случи во Словачка, каде беше? Чешка. Невини студенти. Си го пратил детето на школа и ќе го донесат на друг начин. Да живееме на едно грешно, зачарано вели тло, кај што сатаната на жалост се уште доминира, но знае тој дека има малку време, како што вели Петар во своите посланици. Тој знае дека има уште малку време и рика како лав. Но не треба ние да се претвориме само во негативци, слушајќи ги негативните вести. Тоа делува секако и на нашето здравје. Понатаму вели, тие заборава дека целото небо и целата вселена сака да ги направат канали за благослов на овој свет и дека Господ е неприсушив извор од кое секое човечко суштество може да добие сила и храброст. Ние немаме, ова е сега најсилната реченица, ние немаме причина да бидеме потиштени и неодлучни. Еки сестри, ова ме поврзува со почетниот текст што го читавме во Малахија 3:6. Јас, Господ, не се менувам. Со право може да му веруваме на Бога, зашто тој не се менови тогаш кога сме во калта, тогаш кога сме паднати и тогаш кога можеби ќе добиеме од лекар диагноза тешка. Како ќе се чувствуваме тогаш? Тешка диагноза неизлечива. Се случува тоа. Тоа сме го доживееле, наши мили драги. Но овде вели текстот, ние немаме причина да бидеме потишни тогаш кога ќе добиеме негативна диагноза од докторот. Или кога ќе ни се случи нешто непредвидено. Пред нас е нова година, нови предизвици, нови 360 колку денови Бог ќе ни ги додели. Но како ќе ги живееме зависи од мене и од тебе. Бог ни дал слободна волја да веруваме во тој Господ кој не се менува. Нека му е слава на Господа, браќи и сестри. Прашање што ние ќе направиме, што ќе сториме? Дали ќе му дозволиме денеска да не очисти, да не измие, да не препороди? Бог е секогаш верен. Тој секогаш сака да ни прости и да не очисти, како што вели текстот, од секоја неправда. Господ е неприсушив извор од кој секое човечко суштество може да добие сила и храброст. Зошто? Затоа што Господ вели, јас сум Господ кој не се менувам. Нека ова порака не прати во текот на оваа година која е пред нас. Да веруваме во тој Бог кој не се менува. Бог кој е на почетокот истиот и во средината и Бог
кој ќе биде истиот на крајот кој ќе дојде, а тогаш сите ние да се најдеме во на другата група или првата група, она група која ќе каже еве го тој е Господ. Во него верувавме, тој не се менуваше. Многу настани ќе се сменат во годината која е пред нас. И ние ќе остарееме за уште една година, ако доживееме следната година ова време. Деца ќе ни порастат за една година, ќе бидат повисоки, поразвиени, поучени. Но дали ќе го задржиме нашиот карактер во Господа е прашање за сите нас. Затоа моја желба и молитва е да уште еднаш донесеме одлука денеска, да веруваме во Бога, во оној Бог кој не се менува. Амин.